Не стивнуваат реакциите за владиниот авион, но и кој тоа се патувал со него откако денеска од владата и со соопштение се огласија дека како што стои во дописот, семејството на премиерот Мицковски никогаш не ги користело услугите на владиниот авион. Во реакцијата се наведува: лажна вест е тврдењето на СДСМ дека семејството на премиерот Христијан Мицковски патувало до Сплит, Хрватска. Службениот авион е стар 20 години и е користен исклучиво од премиерот Мицковски без семејна придружба за негови службени потреби и во период од 2 години само за 4 патувања во соседството. Лицемерно е однесувањето на СДСМ и лидерот Венко Филипче, кој во затворени разговори се согласува за набавка на нов владин авион, а во јавноста сосема спротивно истото го критикува. Од Бихачка денеска пак повторно се огласија, откако членот на извршниот одбор на СДСМ Андреј Жерновски на пресконференција обвини дека редовна линија на авионот била, како што рече, Будимпешта. Зато и авионот нонстоп поди Груевски. Не е битно кој е пилотот. Битно е што контролорот на летање на владиниот авион е Никола Груевски. Така да од сега, кога ќе слушнете Груевски како вели она на М, веќе не мисли ниту на Мерцедес, ниту на Мајбах. Денеска она на М е Мицковски. Денеска, одговарајќи на новинарско прашање, претседателката на државата Гордана Силјановска Давкова коментираше дека, како што рече, владиниот авион е поекономичен, но во исто време не се чувствувала безбедна кога требало да се користи за службени патувања, бидејќи е стар 25 години. Ајде да ве насмеам. Владиното авионче, моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт. Употребата на владиното авионче понекогаш овозможува функционално извршување на државната работа, ама и поевтина од што користењето на комерцијалниот лет. Сега не е многу пријатно и самата кажувам дека секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека е старо 25 години, а и купено на старо. Моите колеги, председатели, велат дека, кога ве гледам вас новинарите, дека е многу порационално и дека е многу поевтино да се има поголемо авионче од нашето најмало авионче. Премиерот Мицковски пак и вчера тврдеше дека авионот го користел строго службено, но како што рече во една прилика поради испуштање на редовната линија, односно комерцијалниот лет од Сплит, каде поради службена вечера го продолжил одморот за еден ден, морал да се врати со службениот авион, а вчера потенцираше дека владата ќе се повлече од набавката на нов, но и дека се отвара прашањето околу безбедноста на веќе постоечкиот Лирџет 60, кој владините функционери службено го користат од 2005.